Градбата на патиштата во Источна Македонија заглавуваат во имотно-правните спорови. Градежните компании ги градат, но државата мора експресно да ги решава проблемите со експроприацијата на земјиштето. Скоро половина година се гради експресниот пат Штип-Кочани, односно првата фаза од новата клучка над населбата Три Чешми до селото Крупиште. Двете македонски компании Гранит и Бетон ја пробиваат трасата, но јавното претпријатие за државни патишта и општина Штип ги повикува граѓаните кои имаат имоти на трасата во Три Чешми, Долни Балван, Крупиште, Старкара, Орман и останатите населени места да учествуваат во постапката за механизам за жалби и поплаки. Засегнатите граѓани кои имаат имоти или локации на трасата или во близина на истата и имаат во план да поднесат забелешка или жалба по истата во врска со земјиштето, да дојдат во општина Штип и да пополнат формулар кој локалната самоуправа ќе го достави потоа до јавното претпријатие за државни патишта. Одговорно лице за пополнување на формуларите и за постапката е Лазар Соколовски, советник за рурален развој, на телефон 078 476 685, или да воспостават контакт на имејл ler.штип.gov.mk. Рокот за пријавување е заклучно со понеделник 11 септември 2017 година. Проблеми со експроприацијата на земјиштето има на автопатската делница Штип-Миладиновци. Граѓаните кои не се согласуваат со понудената цена за експроприација, постапката може да ја продолжат во судовите. Експресниот пат Штип-Кочани е со широчина од 12 метри, за војнина да прерасне во автопатско решение. Првата делница од штипската населба Три Чешми до Крупиште е околу 14 километри и чини околу 20 милиони евра, за што Македонија веќе доби кредит од Европската банка за обнова и развој.